Јас навистина ако немам реплика, немам право ни на контрареплика. Вие имате право, повелете, завршете си. Видете, јас внимателно ве слушав. Малце некако ги измешавме брзини. 2007 година тогашната влада ги зголеми платите во образование, не само наставниците. Добро, дозволете сега, јас ве слушав. 10%. 2008 година ги зголеми уште 10%. А проектот беше, сега ќе ви кажам. Проектот беше да се зголема 3 години по 10%, зафати светска и европска економска криза и тука заврши. Точно е, тоа е точно. Но ја да ве прашам. 2007 година Владо Бучковски беше премиер. 2008 Владо Бучковски беше премиер. Владо Бучковски и тогашната влада ги зголеми платите во образованието некаде околу 1 до 2% врз база на тој штрајк што вие го спомнавте. Врз база на штрајкот 2009 година се потпиша тој колективен договор за кој што зборувам јас. 2 месеци се штрајкуваше, почитувана Лазаревска. Не се само таму платите дефинирани, минималната плата. Таму се дефинирани коефициентите и правата на вработените во образование. Добро знаете и добро сеќавате. Таму за прв пат беа дефинирани звањата на наставниците, напредокот во кариерата на наставниците и да не зборувам сите оние погодности кои што беа во полза на наставниците и на вработените во образование. Велите, вие сте вложувале во човечки капитал, а не кажавте ниту еден проект во делот на образованието како вложувате во човечки капитал, освен еве сега зголемување на платите во образование. Во ред, тоа е еден параметар и тој го почитувам и треба да се зголемат платите, но пред се, пред целата македонска јавност, пред сите инволвирани во процесот, ќе ви кажам дека ако ВМРО добие власт или добие доверба од граѓаните, значи ако добие доверба на граѓаните, а ќе ја добие после на 12 април, јас ви убедувам, ништо ново нема да правиме и ништо не ветуваме. Напротив, ние само ќе почитуваме тоа што влада на Република Македонија се обврзала со оваа фела на луѓе. Тоа е почитување на колективен договор и почитување на закон за минимална плата. Ве молам. Вашето ветување се знае. Наместо од април сега од јануари во предизборни цели 10% избори доаѓаат и човек и да не сака треба да помисли дека тоа е одредена предизборна манипулација и подкуп на гласачи. Но во ред. И тоа е добро, граѓаните ги си ги земат тие пари, тие се нивни пари, некој не ги донел и не ги поклонил, напротив. Но вистинското решение е само почитување на колективен договор и закон за минимална плата. Со тоа наставник во Република Македонија најниска плата би имал околу 36.000 денари. 36.000 денари. Па граѓаните, инволвираните во воспитно-образовниот процес, наставниците и сите останати, целиот останат помошен човечки потенцијал, нека размислуваат и нека донесат свој суд на 12 април. Спомнавте и веќе една година зборувате за училиштето Киро Глигоров во општина Центар. 70 училишни згради, значи 70 училишни згради има изградено претходната влада. Ако сакате да компарираме, јас не сакам да компарирам, јас гледам што би дошло наредната година, понаредната, така прави одговорна влада, па дури одговорна опозиција. Не бе, за 3 години направивте едно училиште во општина Центар и не е само 3 години. Вие во општина Центар имате власт од 2013 година. Едно училиште. Едно училиште. Во аеродром само направивме едно училиште. Еве, ако сакате веќе да ги компарираме, работиме и плюс 69 ни цела Македонија. Да не зборувам за спортски сали, да не зборувам за тениски терени, да не зборувам за фудбалски игралишта. Добро, сега, ако е смешно да се изгради спортска сала и тениско игралиште, па нема секој можност да оди да си плати на приватен стопанственик термин за фудбал. Децата треба да играат некаде, да спортуваат. Може би за некој со вакви примања му е смешно, но има луѓе, граѓани на Република Македонија, семејства за кои тоа е благодет. Како кој ги гледа работиве и на кој колку му е долга чергата. Вие велите дека сте мислеле многу на граѓаните, па го спомнувате тука и некои објекти изградени во Скопје и така натаму. И јас не знам од кај тој кредибилитет го црпите кога само пред еден месец или не пол еден месец продавате објект кој што вие немате 1% учество во неговата изградба. 1%. Знаете оној познат трговец или искусен трговец што рекол? Кога отишол да, или што прашал, кога отишол да купува куќа.
Дали човекот што ја продава куќата, тој ја градил или ја градил неговиот татко, дедо или некој роднина? Ако ја градил тој тогаш оди кај другиот да ја купи куќата, од другиот, не од тој што ја градил. Ако не ја градил тој, тогаш оди на пазар, се пазари и ја купува куќата. Знаете тоа зошто така? Лесно е нешто да продадеш, тешко е да изградиш и да го ставиш во функција на државата. Изграден објект што кошта милиони евра, го продадовте на приватна фирма. Браво, аллах ви вера, така се работи домакински, продолжите само така, како ние земавме кредит, или Република Македонија, зема кредит од 370 милиони евра од кинеската банка за изградба на цел автопат Кичево-Охрид со сите пропусти, еве да дефинираме и тоа, добро, ама за цел автопат. А вие за еден помошен пат и за неколку клучки земате нов кредит од 180 милиони евра. Па какви се бе тие клучки? Како е тој помошен пат? Со каков асфалт ќе го постелете? Мене стварно не ми е јасно. Искрено не ми е јасно. Нити ми е јасно на граѓаните. 180 милиони евра. Браво, аллах ви вера. И велите дека вие сте вложувале во човечки капитал. Знаете ли как и не обвинивте нас од ВМРО ДПМН и претходната влада дека не вложувала во човечки капитал. Не вложувала во модернизација на образовниот процес. Компјутеризацијата не е модернизација. Компјутерот за секој дете не е модернизација. Воведување, внимавајте, ние сега интенција на министерката е да воведеме нови, модерни, современи, адаптирани на европските текови, на светските, нови наставни планови програми, нови учебни помагала и секако вид на образовни помагала. Ние го воведовме Кембридж, се определивме за Кембридж. За кој вие се определивте? Вие стопиравте и тоа. Зошто? Зошто го стопиравте? Ако не чини. Во стотина држави тој Кембридж обстојува. Не чини и IB програмата, така? И IB програмата не чини во Нова и во Јосип Броз. И во неколку основни училишта што ние воведовме. Бесплатно за учениците од Република Македонија. IB. Светски призната. Дипломата од таму, значи провод на секој факултет, универзитет во светот. Тоа не чини. Тоа не е влог во човечкиот капитал. И компјутер за секој дете не е влог во човечкиот капитал. И новите стипендии што ги воведовме за студентите и учениците не се влог во човечкиот капитал, така? И секоја година зголемување на тие стипендии и тоа не е влог во човечкиот капитал. Што е влог? Ништо од тоа. Еве сега јас ништо не гледам од тоа. Почитувана Лазаревска, 81 универзитетска лабораторија опреми владата на обезбеди средства влада на ВМРО ДПМН. 81. Вие тоа не го правите. Нити имате намера да го направите. 81 лабораторија за универзитетот со сериозно имплементирање на тој проект. Сега немаше да имаме штрајк на вработените на хемиски факултет. Немаат услови луѓето за работа. Тоа се редовни професори, доценти, вонредни професори. Немаат асистент, еден асистент. И вие се грижите за развој или вложувате во човечки потенцијал. Имаме проект. Ако студент или матурант, се извинувам, се запише, и ви тој добро го знаете, и многу ваши колеги, сопартици за нивните деца го искористиле. Ако се запише на еден од 100 најдобро рангирани универзитети во светот, тоа значи дека државата му ги покрива сите трошкови. Дали тоа влог во човечкиот капитал, почитувана Лазаревска, па и почитувана министер? Дали е влог или не е? Ако се запишеш на Кембридж, на Оксфорд, на Јейл, да учиш бесплатно, обезбедено ти е и школувањето, обезбедени се сите трошкови. И такви деца имаме. Еве, пред некој ден, браво, шампион, тој е, не знам, ученик или студент на месецот. Завршил математика на Кембридж. На Кембридж. Факултет со таква историја, со таков кредибилитет светски. Тој треба да го повикате министерке во министерство, да му дадете шанса. Тука е, во Ново Лисиче. Викнете го. И ги има многу такви. Во кои што оваа држава 10 години вложува. Има многу кои што ја користеле оваа стипендија. Повикајте ги сите. Може да не обвините дека и ние не сме воделе грижа за нив. Соодветна. Некоја сме, ама соодветна можеби не. Но вие сте тие, еве повикајте ги. Ако имате време, не мислам на вашето слободно време, туку мислам на, предизборието и веќе 12 април. Сигурно дека за тоа е за доцентот. Затоа ви велам дека сте во погрешно време и со погрешен тим, не заради друго. И тоа не е вложување во човечки капитал. Тоа не е вложување во човечки капитал. Зајакнување на спортот, вложување во физичката култура, во здравието на граѓаните, на младите луѓе.
Редица закони направивме да овозможиме сериозно финансирање, независно финансирање на спортските клубови, на спортските школи. Серија на мерки. Од ослободување од данок, вложување од данокот на добивка во тие спортски клубови и спортски школи. Изградба на спортските сали. Ние отворивме за прв пат спортски академии. Спортски академии од 1 до 4 година средно училиште. Може би ви не знаете, јас ви кажувам. Не, се извинувам, може би се извинувам, еве знаете. Спортски, и во Охрид имаме, точно. Имаме и во Штип, и не само во Скопје. Значи на барање на нашите колеги од Охрид и на граѓаните од Охрид, од Штип, од Тетово, ние отворивме и во тие градови спортски академии, замислете. Мерете. Спортски академии. Мислена именка беше тоа, мисловен поим за некои претходни влади. Што направивте овие 3 години? Сериозна деструкција. Спортисти, кои што сериозно се занимаваат со спорт, не сакаат да запишуваат во тие академии заради условите за работа. Еве еклатантен пример ќе ви кажам, пред некој ден разговарав со еден професор, не е битно по кој спорт, верувам дека после ќе има последици, не сакам да го апострофирам. Од дома носи чуњеви за да може да има реквизити, да не се срами пред своите ученици во таа спортска академија. Реквизити спортски од дома ги носи. Наместо да ги унапредите, не биле тие совршени. Наместо да ги унапредите, да ги усовршите, заедно тука, како што вели министерката, да ги видиме аномалиите, грешките, да помогнеме сите заедно, да гласаме тука буџетски средства да одат во таа насока. Вие ги уништивте. Зошто? ВМРО ги направи. Ма не е срамота, ова е вистина. Искрено ова е вистина. Ама ова е сериозна вистина. Појдете во едно такво училиште, во една таква академија, ќе видите со што се среќаваат, со кои све проблеми се среќаваат и учениците, спортисти и професорите кои што ги предаваат. Тоа е влог во човечкиот капитал. Тоа е влог во човечкиот капитал. Треба да одиме во насока на тоа дуално образование кое што го ведевте. Да не ви валам сега и не го остваривте никогаш. Ова се неколку, па и повеќе страни од сите ветувања во образование, да не зборувам за целата програма План за живот. Па немате од ова 99,9% реализирано. Ако сакате ќе ви читам. Ако имам време, почитувана председател. Значи, некаде околу 12 минути ви е од делот на... Еве само по една реченица од секој ветување и тоа конвергира кон ќе овозможиме секој млад човек. Да. Ама ова е добро за нив. Имаме Повелете, до ќе припадат завршете. сигурно некој амандман. До завршете. Ќе овозможиме секој млад човек да добие понуда за вработување. Дали сите млади имаат понуда за вработување? Добро. Добро е за сите млади, според како што сте тргнале, да ја купите билет и да ја ги платите првите трошкови таму во земјите каде што ќе престојуваат. Еве, ќе ги зголемиме платите за наставниците ова, бидејќи со колешката дискутираме околу образование. Ќе ги зголемиме платите на наставниците и професорите. Ама господине Велковски сега, ние сме, како да ви кажам, на крај од вашиот мандат. И сега нормално е да правиме биланси, што има сега ние да дискутираме, што ќе биде кога би било, а ние на 12 април имаме избори, а на 3 јануари техничка влада. Да видиме што сте направиле, тоа е поентава од вашето владење. На крајот од секое владење се прават биланси и се види што е исполнето, што не е исполнето. Еве го. Ќе ги зголемиме платите на наставниците и професорите со тоа што за 2 години, тоа е тука и потенцирано во програмата, ќе ја изедначиме почетничката наставничка плата со просечната плата во државата. Дали ја изедначивте на 1 јуни 2019 година? Тогаш поминаа 2 години. Изедначивте. Браво. Значи наставник, приправник има 25.127 денари плата, така? Еве, почитувани граѓани, нашите колеги велат дека од 1 јуни 2019 година наставник приправник има 25.127 денари плата. Тоа е кредибилноста кон за СДСМ. Слушајте, министерка, ова ќе ви биде корисно за да знаете кај сте, за тоа ви кажувам. Вели, ќе го намалиме и бројот на ученици во паралелка, ова е влог во човечки капитал. Внимавајте, најмногу на 25 мина со цел квалитетна настава. Со ова последното се согласувам за квалитетна настава. Дали го намаливте? Во Орце Николов колку имате паралелка со колку ученици? Добро, во основно го намаливте. Бидете искрени, како е законот за основно образование во делот на број на ученици во паралелка? Значи дозволувате 30 максимум, а тука велите 25. Внимавајте, 25 ученика и јас и вие сме професори и наставници и 30 ученика не е баш исто. Сигурно ќе се согласите.
за да ги ослободиме децата од притисок по оценки. Во првите години од школувањето, оценувањето од прво до пето одделение ќе биде само описно. Дали е? Не. Ама не е од прво до пето одделение описно. Не е. Тоа е проблемот. Затоа ви ги читам ова, бидејќи граѓаните треба ова да го знаат и на 12 април ќе си ги погледнат вашите програми, ќе ги видат вашите реализации и ќе донесат свој суд. Зборувавте многу, еве слушам и од место за законот за високо образование, за основно образование, за демократизација во образованието, за намалување или немање притисок врз наставниците и само наставниците да знаат. А тоа веќе го видува и на 1 септември и се уверија во тоа. Ако тие штрайкуваат во училиштата, ќе бидат заменети нивните работни места со заменски професори. И сега јас сум тука само критичен. Ние носевме такво законско решение и бевме дебело критикувани од тогашната власт дека воведуваме кобајаги во наводници некоја диктатура. Дека тоа е некој режим. Зошто на тоа не се спротивставивте? Зошто не се спротивставивте на тоа? Еве сега, значи во оваа демократска власт што блеска, имаме ситуација, ако протестираат наставници, веднаш и се лепат заменски наставници. Дали е тоа притисок? Дали е тоа демократизација на процесот? Каде ви е Академијата за наставници? Или како ги усовршувате наставници? Колега, имате уште една реплика. Го тргнавте на страна и укинавте, браво. Ама само укинувате и продавате, друго ништо не правите. Укинувате, продавате, тоа е концептот и она ке. Сега министерката е нова и таа ке вие на тоа се надоврзувате бидејќи сте искусни во сето тоа и проблемот е решен. Каде велите во вашата програма велите ќе вложувате во математички науки и развој на математичката мисла во Република Македонија. ВМРО ДПМН се реши и направи сериозни подготовки услови за формирање и отпочнување на математичка гимназија. Така е. Донесовме закон и направивме комисија, која што комисија работеше, ама тоа уверете се во Министерство за образование, заменичката од Битола, ќе ви каже дека таков проект постои и се работеше 3 години. Од место, така си го продолжувате диалогот. Значи, ако може, привршувајте, имате уште една реплика, ќе се доискажите со таа реплика. Ви оставивме готов проект, 90% во завршна фаза, со донесени наставни планови, програми по урнекот на најдобрите математички гимназии и во регионот и во Европа. И што направивте за 3 години? Дали ја отворивте таа математичка гимназија? Дали ја отворивте? Јас ви гарантирам. После 12 април, 1 септември таа гимназија ќе биде отворена. Со ВМРО ДПМН нормално. Ќе биде отворена. Вие не ја отворивте. А за волја на вистината, видете колкав е тој абсурд. Во службен вестник излегува дека таа веќе била оформена гимназија и замислите, без ученици, без персонал, без ништо, вие сте назначили директор. Добро, ова кај се наоѓаме ние луѓе? Има во Македонија математичка гимназија со директор. Дали некој знае? Министерки, вие знаете ли го? На влада сте дискутирале? Има во службен вестник излезено дека има назначено директор на математичка гимназија. Проверете. Се тоа граѓаните го знаат, ве проценија и го чекаат 12 април. Пак ќе повторам. Ве убедувам, апелирам, а и граѓаните тоа го прават, да не пак ја изманипулирате изборната волја на собствените граѓани. Одите на теза ќе ги изгубиме изборите, ама ќе формираме влада. Тоа веќе во Република Македонија не може. Македонскиот народ, пред се, јас сум дел од македонскиот народ, сака да си биде свој на своето и неговата изборна волја и победа и довербата на партијата што ќе ја дадат да биде дел од владеачката гарнитура и тие да бидат тие што ќе прават влада. Ви благодарам. Ви благодарам јас, колега. Значи имаме уште една реплика.